Почитувани гледачи, добар ден! Ги следите вестите на Канал 8. По лошите приноси од жетвата на житата во регионот, земјоделските здруженија бараат помош од државата. Велат дека долгиот сушен период пред жетвените активности, заедно со неповолните временски прилики во текот на вегетацијата, негативно влијаеле врз количините што се добиени од единица земјоделска површина. Дефинитивно овогодишната жетва на житата во источниот регион не ги даде очекуваните приноси. Количините што се ожнеани се за 50 до 70% пониски од вообичаениот просек, што ги става земјоделците во ситуација да не можат да ги покријат трошоците. Поради тоа, земјоделските здруженија најавуваат дека се принудени да бараат помош од државата, за да можат да го пребродат лошиот период. Велат дека поднели иницијатива да се прогласи елементарна непогода, со оглед што временските прилики биле главниот фактор врз намалениот принос кај пченицата и јачменот. Нашето барање се состои да овие комисии што се формирани за ги оценат штетите на градот, на поплавите, истите штети да ги проценат и за сушата што е предизвикана. Сите земјоделци кои ќе пријат своите штети, дека не можат да жнеат и дека сите кои имат пријавени субвенции и кои преминувале добрата земјоделска пракса, а немаат никакви резултати, ние предлагаме обештетувањето да биде од 30.000 денари, затоа што тоа е висината на основните трошкови. Земјоделците сметаат дека постоеле објективни причини поради кои жетвата дала подпросечни приноси, односно дека и покрај вложените агротехнички мерки, тие не можеле да влијаат за подобрување на состојбата. Сите што имаат земја под концесија, да не ја плаќаат концесијата, да не плаќаат воден допринос, да бидат ослободени. Затоа едноставно не можат да ги платат, немаат жетва, немаат приноси, немаат никакви приходи за да можат да се ги намерат оврските. И еден друг предлог имаме исто до владата, тоа уствари како предлог, молба може да се каже, да биде земјоделството, мислам Министерството за земјоделство, шумарство и водопрството медијатор помеѓу банките, комерцијалните банки и земјоделците. Тоа нешто навистина ретко се случува, меѓутоа да ни помогнат да направиме контакт и да ни обработат ситуацијата, дека сите земјоделци што имаат купена механизација, што секој пат до сега, барем кој има ние информација, редовно ги плаќаат своите обврски. Оваа година нема да можат, не да не сакат, него нема да можат затоа што немаат никакви приходи. Земјоделските здруженија од регионот веќе одржале 2 состанока во ресорното министерство на кои биле предочени нивните барања. Ставот им е дека откупната цена на пченицата не треба да биде под 12 денари за килограм, но со тоа не се согласуваат мелничко-преработувачките субјекти. Побарано е да се намали и увозот на ефтино брашно од соседните земји, за да се спречи рушењето на цената на домашното производство. Резултатите од средбите во Министерството допрева треба да се очекуваат. Поради зголемената потрошувачка на водата за пиење, јавен апел испрати комуналното предпријатие Водовод за нејзино рационално користење. Од градскиот водовод понатаму се испорачуваат максимални количини вода, а мали прекини во водоснабдувањето има поради дефектите и оштетувањето на мрежата. Со оглед што трае критичниот период кога е регистрирана зголемена потрошувачка на вода, комуналното јавно предпријатие Водовод испрати писмен допис со кој преку медиумите апелира до потрошувачите рационално и наменски да се користат количините со кои располага водоводната мрежа. Од предпријатието потврдуваат дека максимално се ангажирани сите расположиви капацитети за да може да се одржува состојбата во рамки на нормалата. Иако временските услови во последните неколку денови влијаат за намалување на потрошувачката, сепак просечната испорака се движи по околу 200 литри вода во секунда, што условува дневно да се трошат повеќе од 16.000 метри кубни. Апелот за рационално трошење и за спречување на нелегалното користење, односно на кражбите од водоводниот систем, во изминатите години до некаде даваше ефекти, иако состојбата беше далеку од стабилна. За сега, освен помалите дефекти и оштетување на мрежата, нема поголеми проблеми во водоснабдувањето, што не се исклучува како можност доколку и понатаму продолжи зголемената оптовареност на капацитетите. За да се влијае дополнително врз однесувањето на потрошувачите, од комуналното предпријатие велат дека се принудени да организираат и контроли на терен, при што освен предупредувања ќе има и санкции за лицата кои ненаменски ја трошат водата од водоводната мрежа.
Во водовод очекуваат и помош од граѓаните да пријават случаи во кои забележале непотребна потрошувачка на вода од страна на нивни сограѓани. Со оглед што нерационалното трошење, односно кражбата на вода се третира како кривично дело, пријавените ќе се соочат и со судски постапки, од кои се можни и повисоки парични казни. Општина Виница ја реализира инвестицијата од близу 4 милиони денари за изградба на улици во селата Градец и Пеќани. Градежните работи се во тек и се очекува да завршат за една недела. Решавањето на проблемот со сообраќајната инфраструктура во селата Градец и Пеќани е еден од приоритетите што локалната самоуправа на Виница го постави за оваа година. Во рамки на програмата за уредување на градежно земјиште и патишта за 2017 година веќе се започнати активностите за изградба на улици во овие населени места. Со тоа по повеќе од 4 децении жителите на Пеклани и Градец наместо по кал и земја конечно ќе одат по асфалт. За оваа фаза е предвидено асфалтирање на улици во селото Пеклани околу 370 метри и во село Градец околу 1000 метри. Вкупната вредност на овој проект ќе биде некаде околу 4 милиони денари, додека втората фаза е предвидено изградба и реконструкции на улици во градот Виница и во село Трстија. И овде вредноста на проектот ќе биде малку поголема, некаде околу 10 милиони денари, со што ќе се заокружи реализацијата на програмата предвидена за 2017 година. Во текот на летото, покрај асфалтирање на улици, ќе се работи и на уредување на речното корито на Виничка река, проект кој општината го доби преку источниот плански регион. Манифестацијата Денови на Оризот годинава ќе се одржи по 26 пат. Во локалната самоуправа, која е организатор на манифестацијата, започнаа планирањата и договарањата за активностите што ќе бидат вклучени во нејзината програма. Подготовките за традиционалната манифестација Денови на Оризот започнаа. На заеднички состанок што се одржа во локалната самоуправа присуствуваа представници од општинската администрација и од Комисијата за култура на Советот, при што се разговараше за почетните активности и се утврдуваше динамиката за нивна реализација. Годинава манифестацијата ќе се одржи по 26 пат и ќе биде со скратено времетрајање, односно ќе се одвива во текот на 6 дена. Од општината тоа го оправдуваат со желбата да се добие континуиран тек на случувањата што ќе го задржат вниманието на публиката. Сепак, најверојатно, влијание врз ваквата одлука имал и предизборниот период за локалните избори, што се најавуваат за во октомври. Инаку, поголеми измени во содржините во однос на досегашните манифестации ќе нема, со оглед дека повеќето од нив се стандардни и препознатливи. Деновите на Оризот 2017 ќе започнат во вторник на 26 септември со традиционалниот избор на жетварска убавица, а ќе завршат в недела на 1 октомври со вообичаеното зажнејување и културно-забавна програма. Како и минатата година, и овој пат домаќин на манифестацијата ќе биде Кочани, за разлика од претходните години, кога завршниот дел се одржуваше во некоја од селските населби во рамничарскиот дел од општината. На договорниот состанок во локалната самоуправа беше речено дека ќе има поголем број настани и активности, што во текот на идниот месец ќе бидат оперативно распоредени на лицата што се задолжени за организацијата на манифестацијата. Освен домашни учесници, се најавува и гостување на културно-уметнички и други групи од збратимените градови од странство, како и други представници и посетители. Вообичаено ќе биде испечатен и пропаганден материјал, кој, како и во изминатите години, ќе содржи двојазична брошура за манифестацијата. По предлог програмата за овогодишните Денови на Оризот ќе треба да се произнесе и Советот на општина Кочани, со што точно ќе се знае колку средства ќе бидат наменети за реализација на целата манифестација. На релацијата Скопје-Кочани започна да сообраќа нов воз што е набавен како дел од обновениот возен парк. Кинескиот воз пристигна на железничката станица во Кочани без проблеми и се очекува и во иднина да ја одржува постојната релација. Новиот моторен воз од кинеско производство, што беше набавен пред околу 2 години, конечно пристигна во Кочани. Во вторникот попладне, според редовниот возен ред, влезе на железничката станица на пријатно изненадување и на патниците и на малобројните граѓани кои случајно се затекнаа овде. Без поголема помпезност и најава, застана на перонот број 3, разубавувајќи ја гледката со својата белина, прошарена со боите на македонското знаме. Во внатрешноста на возот сосема поинаква слика и атмосфера од вообичаената во досегашните железнички композиции.
Климатизација, телевизиски екрани со известувања, чисти и пространи ходници и купеа, а не недостасува ниту простор за дополнителен багаж како велосипеди, колички и слично. Малата возбуда беше очигледна и кај вработените на железницата, затоа што поради дотрајността на пругата непознато било дали возот воопшто ќе стигне, со оглед што современата опрема во него предупредува на сите дефекти на шините и автоматски го запира. Како прв пат овој воз доаѓа на оваа пруга тачно, добро поминавме, немаше проблеми, добро се однесуваше по самата пруга. Поред закажаното време малце касневне некоја минута, али бидејќи доаѓаше прв пат, моравме да бидеме малце повнимателни. Има ли шанси редовно да стане комуникацијата со овој воз до Кочани и Скопје? Тоа зависи од раководството горе, али предпоставувам дека така ќе биде. Штом еднаш веќе се одлучиле да дојде навака, најверојатно размислуваат за да го воведат во оваа линија и овој воз. Набавката на нови електрични и моторни композиции од Кина, Македонски железници ја реализираше во текот на летото 2015 година. Досега во функција беа пуштени композициите на сите релации освен кон Кочани. Причината за тоа неофицијално се оправдуваше со состојбата во која се наоѓа пругата, односно потребата за нејзина реконструкција. Ова особено се однесува на делницата од железничката станица Соколарци до Кочани, каде неопходно е дополнително набивање на земјената подлога поради карактеристиките на теренот низ кој поминува пругата. Возниот ред останува непроменет, односно тргнувањето од Скопје е во 15 часот и 22 минути, а од Кочани во 5 часот наутро. Билетот во еден правец чини 249 денари, додека за повратен треба да се платат 398 денари. Изведничкиот одред Ластовица од Кочани се врати од летниот камп што се одржа во Охрид. Освен нашите млади извидници, учествуваа одреди од неколку градови во Македонија, како и гости од странство. Заврши и втората смена од меѓународниот извиднички камп што се одржа во Охрид. Извидничкиот одред Ластовица од Кочани на кампот учествуваше со 20 своји представници. Кампот траеше 8 дена и на него, освен кочанските извидници, имаше и учесници од Франција, Шпанија, Англија, Полска и Белгија. За време на престојот во извидничкиот центар во Охрид, нашите учесници имаа активности поврзани со вештини, сплаварење, ориентација и вежби на полигон. За време на кампувањето не изостана и дружењето, па така беа организирани француска, ромска вечер и други активности, на кои младите пријатно се забавуваа. Најпосетена беше македонската вечер што ја организираше одредот Ластовица од Кочани, делумно поради вкусните кочански специјалитети, а делумно и поради музичката програма што ја приредија јуниорите од нашиот град. Последната вечер, освен вообичаената евалуација од престојот, беше организиран и краток извиднички квиз. Со тоа завршува летната програма за кочанските извидници, кои во периодот од 3 до 17 јули имаа две групи во Охрид од околу 50 извидници. Следните активности на одредот се закажани кон крајот на месец август. Следува информацијата од спортот. Фудбалскиот турнир во рамки на Линденските спортски игри во Чешиново е на средина од одржувањето, а веќе се познати екипите кои влегуваат во четвртфиналето. Според распоредот, елиминациите започнуваат викендов, а следната недела ќе бидат познати и полуфиналистите. На фудбалскиот турнир во рамки на Илинденските спортски игри во Чешиново се одигруваат последните надпревари по групи, што треба да ги дадат екипите кои ќе влезат во борбата за освојување на победничкиот пехар. Четвртфиналистите се веќе познати откако се одиграа средбите од кои зависеше пласменот во втората и четвртата група. Во последното коло најубедлива победа оствари екипата на Кучичино, која го совлада теранци со 9:2, што сепак не беше доволно за пласман во четвртфинале на победничката екипа. Победа од 2:1 во последните 10 минути извојува и Бање против Тракање, иако трканци во текот на целиот надпревар водеа со 1:0. Средбата меѓу Облешево и Ново село заврши со победа на Облешевци од 2:1, а Крупиште и Карбинци играа нерешено 0:0. Во првиот четвртфинален надпревар што ќе се одигра в сабота, ќе се сретнат Бање и Карбинци, а за внедела пак, според распоредот, е планирана средбата меѓу Тракање и Чифлик.
Следните два надпревари се планирани за во вторник и четврток, при што противници ќе бидат Облешево и Теранци и Соколарци и Чешиново. Победниците од овие средби ќе ги дадат полуфиналистите кои ќе играат во текот на викендот пред големиот македонски празник Илинден, за кога е закажано и одигрувањето на финалето. Со информацијата за времето го завршуваме ова издание на вестите. Останете со програмата на Канал 8. Довидување.